Ви благодарам. Целта на мојата процедурална забелешка е во однос на вистинска процедурална забелешка и требаше да излезам пред донесувањето на дневниот ред, кога ќе говориме за дневниот ред и последните точки од дневниот ред. Што би било и наше барање, законот за припадниците на безбедносните сили или за брентели да се симне од дневниот ред, затоа што во спротивност со деловникот, во спротивност со уставот, во спротивност со се што треба да го застапува оваа земја. Но еве господја Ермира Мехмети успеа да биде побрза, сигурно е поодморна и во суштина ни укажа за нешто. Ни укажа дека ДУИ денес се предадени. Пратеничката на ДУИ денес говори за гласање. Не говорат за спречување, за блокирање, за превенирање, не говорат за напуштање на владата. Денес ДУИ говори за парламентарна битка. И со што констатира дека владината битка е изгубена веќе. Тие лица кои ги имат избрано, овие кои се уште се во влада, со истото име како ДУИ, значи се предадени. А сега остана парламентарната битка. Според констатациите на господја Ермира, доаѓаме до заклучок дека и парламентарна битка е изгубена, бидејќи денес таа и пратеничката група на ДУИ говорат за гласање, дека ќе гласаат против. Ве молам, значи, се работи со закон кој е внесен во парламентарна постапка, се работи за парламентарно мнозинство кое е актуелно во власт. Од друга страна имаме една поддршка од албанската опозиција, ДПА, која бланко ви ја даде поддршката со цел да се спречи овој закон. Но посегледа ние или вие не сакате да разберете што подразбираме со спречување. Спречување подразбира блокирање на донесувањето на овој закон. Спречување подразбира да се оствари најавата на ДУИ да ја напушти владата со цел овој закон да не се донесе. На овој начин и форма, како што е денешниот пристав на пратеничката група на ДУИ, можам да констатирам само едно, тоа е дека тоа е предавање по министрите кои ги имаат во владата. Сега доаѓа предавањето и на пратеничката група на ДУИ. Почитуван председателе, официјално во име на ДПА барам законот на бранителите, како што се нарекува, да се симне од дневен ред. Се симне овој закон од дневен ред, затоа што е во спротивност, како прво, со деловникот за работа на парламентот во однос на... 5 секунди рековте за помина. Повелете, кажете. 3 минути имавте. Повелете. Е во спротивност со деловникот на парламентот во однос на финансиските средства потребни за имплементацијата на истиот закон. Оценките се дека имплементацијата на овој закон подразбира стотици милиони евра, а оваа држава и влада со празна каса не може ова да го спроведе. Другиот дел е во однос на тоа дека овој закон е во спротивност со уставот на оваа земја. Поради ова барам овој закон да се повлече или симне од дневниот ред и дефинитивно некои нешта да не бидат појасни.